Без малку 90 годишниот дедо Дане во Штип продава чаеви за пациенти заболени од грип. Цело лето ги собира лековитите билки од планините и долините, ги суши во својот дома, потоа ги продава на својата тезга. Додека пикот на грипот ги полни амбулантите, тој решението го гледа во природата. Советува да се пие чај од липа или комбинација на повеќе врсти билки, како кантерион, мајчина душичка, нане или слично. Откога тој знае за себе, вели не помити некогаш да го фатело грип, бидејќи секој ден го започнува со чаша топол чај од повеќе врсти. Сега за грипот, липата, комбинација чај, кантерион, мајчина душа, нане, се прави поголема комбинација, тоа е најдобро за грипот. Помага ли? Да, обавезно. Еве, јас сум тај, ја не знам никогаш грип, кога имало грип. Да те фане? До сега не паметам да ме грип фане, али стално сум на чаеви. Користите ги вие? Да. Цената по 30 динар. Купуват ли граѓаните? Зема, купуват доста. Еве, јас ви кажувам, јас сум на чај. И тоа пијам, кога врзувам дома, кога ги правам, се што се изроне, си соберам, бојка во вреке. Унатре и нане, и липа, и чај, разни тие, сето тоа е измешано, си пијам, ја грип не знам кога било. Кога е најдобро да се пие чај? Наутро, навечер? Чајот обавезно на сабајле, да си пијат сабајле ко стане, да си стопле, да си свари кило, две чај. Дедо Дане во денешницата го бараат и под вода и под камен. Луѓе од Охрид и Скопје постојано бараат спас од него, дали за настинки, дали за хемороиди или други болести. Тој има билки и лек за се и се што. За сите оние што го бараат, секој петок може да го сретнат на пазарот во Штип, а кога е убаво времето и преку седмицата во центарот на градот. Па имам на интернет, имам ги телефонскиот број. Луѓе од Скопје, од Охрид ми се јавуваат. Барат? Да. По неделата, ако убаво, слевам доле, кај народна техника шо е. Туа пред нив. А иначе, кога е вака лошо времето, сум дома. Освен петок? Освен петок сум тука доваѓам. Еве, колку години сте и колку време се занимавате со ова? Па се занимавам од 90-та година. А колку години сте? Сега ми е 9 плюс 0. 90? Сега ова веќе одам. Инаку дедо Дане над 35 години длабоко е навлезен со берењето билки и проучувањето на секој цвет. Се што чул од своите предци, но и се што изучил од медицината. Тој го практикува на дело и неуморно на 90 години помага и на помладите и на повозрасните.